Почесто и непосредно учествува во креирањето и реализација на реформите во така наречените водни политики, управување со водните ресурси и учествува во креирање на пазарната вредност во експлоатација на водата за пиење. Ова, меѓу другото, е главното сижење на националната кампања за промоција на така нареченото инклузивно управување со водата. Денеска нивни представници ги запознаваа Штипјани со нивните права од оваа сфера. Едноставно речено, се работи за ова. Граѓаните по закон имаат право да учествуваат со своји реакции доколку нема вода, доколку квалитетот на водата не ги задоволува поставените критериуми. Према тоа истите имаат право да реагираат со реакција до регулаторната комисија или преку својот невладин или преку активниот невладин сектор во градот од каде што потекнуваат. Досегашниот тек на кампањата ги дава очекуваните позитивни ефекти. Граѓаните ги осознаваат своите со закон утврдени права во делот на менаџирањето со водата и водните ресурси. Резултатите веќе се видливи и тие истите се однесуваат на делот каде што е формирана национална хидромрежа од сите тие организации кои што беа учесници и корисници на тренинзите кои што ги организираше Флорозон со организацијата на потрошувачи. Таа хидромрежа, таа национална хидромрежа, активно ќе учествува во работата на регулаторната комисија со давање на идеи, реакции доставени од страна на граѓаните. Победителчени денеска Штипјани ги осознаваа со закон утврдените нивни права, кога е во прашање менаџирањето со водата и водните ресурси. Организаторите, Македонскиот центар за еколошка демократија и Македонската организација на потрошувачи, информираа дека овој проект ќе трае 1 година.